Кога децата ќе станат тинејџери, адолесценти, ќе го променат своето однесување, можеби ќе се оддалечат, можеби нема секогаш да бидат расположени да комуницираат со нас, можеби ќе се затворат помалку под влијание на нивните предизвици, на она што се случува надвор, под влијание на нивните другарчиња, на медиумите. Тоа не значи дека ние не треба постојано да вложуваме напор за таа комуникација да биде здрава, секојдневна, а не само тогаш кога ќе имаат некакви проблеми, предизвици или кога ние ќе забележиме дека се однесуваат неадекватно или не така како што ние очекуваме. И затоа е најдобро да се одржува една континуирана комуникација, подобро да се спречи отколку да се лечи, односно да се спречат различни проблеми кои што може да настанат во нашата комуникација, во меѓусебниот однос или пак во нивното секојдневно функционирање.